Добар ден. Фала му и слава му на Господа, еве се собравме овдека и како што пеевме во псалмот во тој 9 стих, Господ е благ и праведен на грешникот, му дава пат и го учи. Значи точно и денеска Бог ни дава една порака, еден текст за да се поучиме. Целото слово е за поука и за разобличување од Бога вдахновено, но овој текст денеска е доста битен текст за сите нас. И продолжуваме во Евангелието по Јован, 14 глава, застанавме на 12 стих и одиме до 26 стих. Значи Евангелие по Јован, 14 глава, од 12 до 26 стих. Сега да се подсетиме малку што видовме претходно, ова ќе биде многу кратко. Значи, она што го видовме претходно, ќе видиме и денес како и Исус им се покажува на своите ученици и како им покажува како да го пронајдат и да го задржат мирот во светот. И точно во првиот стих од оваа глава вели да не се вознемирува вашето срце. Бидејќи светот не може на човек да му го даде мирот кој Бог го дава, бидејќи не го познава. И точно денешниот текст ни дава дополнителен одговор како да имаме смирено срце, стабилно срце во немирно време. Ако земиме како зборуваат докторите, тоест кардиолозите, тие велат дека ако имаме нестабилно срце, ако имаме немирно срце, ако имаме лош пулс, дека тоа е опасно и скоро секогаш завршува со што? Со инфаркт или мозочен удар, завршува со смрт скоро секогаш. И сега прашањето е како да го смириме нашето духовно срце, да имаме еден добар ритам, да имаме добар пулс и дали е тоа возможно. И затоа ајде да го прочитаме нашиот текст. Јован 14 глава од 12 до 26 стих. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој. Ќе прави и поголеми од овие, зашто јас одам при мојот татко. И што и да побарате во моје име, ќе направам, за да се прослави таткото во синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. И јас ќе го молам мојот татко. И тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не можеше да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме видите, зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене, и јас во вас. Кој ги има моите заповеди и ги пази, тој ме љуби. А кој ме љуби мене, него ќе го љуби мојот татко. И јас ќе го љубам и ќе му се јавам сам. Му рече Јуда, не Искариот. Господи, што е тоа дека ќе ни се јавиш нам, а не на светот? Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово и мојот татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Кој не ме љуби, не ги држи моите зборови, а словото што го слушате не е мое, туку е од мојот татко, кој ме испрати. Ова ви го зборував додека бев при вас. А утешителот, Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати во моje име, ќе ве научи се и ќе ве подсети на се што ви реков. Амин. Ова е Господовото слово кое стои пред нас, овој текст. Се уште Исус во горната соба му зборува на учениците, сега новие 11 мина. Исус предходно зборуваше
за Бог Таткото видовме, зборуваше за Бог Христос Синот, и ова го видовме, и сега ќе видиме како зборува за третата личност од Светото Тројство, а тоа е Светиот Дух. Во оваа глава, оваа доктрина за Светото Тројство, јас мислам дека најубаво се гледа. Бог Таткото, како што видовме минатиот пат, не може да се спознае и да се запознае без Синот Исус Христос. А сега ќе видиме дека невозможно е да се запознае Бог Синот Исус Христос без Светиот Дух. Без Светиот Дух. Бог Исус Христос без Бог Светиот Дух едноставно е невозможно да се запознае. Бог е она што е заедно. Бог е она и она што го прави заедно во една хармонија, во еден склад. Таткото, Синот и Светиот Дух. Се тоа го прави во склад. Бидејќи Бог е троедин Бог. Значи Бог е троедин. И многу е важно да се разбере, што многу јасно се гледа од Светото Писмо, што јасно не учи Светото Писмо, дека Таткото е Бог, Синот е Бог и Светиот Дух е Бог. И никако поинако. Но важно е и да разбереме дека Таткото не е Синот, Синот не е Таткото и Светиот Дух не е ни Таткото, ни Синот. Синот и Таткото не се Светиот Дух. Дали го разбирате ова? Значи Таткото е Бог, Синот е Бог и Светиот Дух е Бог. Меѓутоа Таткото не е Синот, Синот не е Таткото и Светиот Дух не е ни Таткото ни Синот, а Синот и Таткото не се Светиот Дух. И оваа доктрина за Светото Тројство е библиска и ниедна човечка илустрација не може ни приближно да ја долови. Ние не можеме со нашиот ограничен ум да се создадеме слика на ова троедино битие, на Бог, на троединиот Бог. Бидејќи зборуваме за Бог, Бог кој е дух, Бог кој е еден и Бог кој е троедин. Значи троедин за нас е многу несватливо, за еден обичен човек. Е несватливо до крај. Бидејќи ние со нашиот ограничен ум не можеме да го сватиме Бог каков е и во просторот и во времето. Меѓутоа, што се случи? Тој влезе во просторот и времето, во нашата ограниченост и се објави како Татко, Син и Свети Дух. И гледайте што вели ова минатиот пат што го гледавме, од 9 до 11 стих. Исус му рече: толку време сум со вас и не ме позна Филипе. Кој ме видел мене, го видел и Таткото. Тогаш како велиш ти, покажи ни го Таткото. Не веруваш ли дека јас сум во Таткото и дека Таткото е во мене? Зборовите што ви кажувам, не ги зборувам од себе. Таткото, кој е во мене, тој ги прави делата. Верувајте ми дека јас сум во Таткото и Таткото во мене. Ако пак не, верувајте заради самите дела. Ова го видовме минатиот пат. Значи невозможно е да се спознае Бог Таткото без Бог Синот. Но денеска ќе видиме дека невозможно да се спознае Бог Синот без Светиот Дух. Бог е тројство. И тоа е основна библиска доктрина, без која ние не сме христијани. И немаме право да се наречеме христијани, ако не веруваме во ова. Дека Бог е троедин, Татко, Син и Свети Дух. Во горната соба Исус 4 пати го спомнува зборот утешител. Преđe Јаце рече дека ќе ни дај друг утешител, ни дава охрабрување Бог, ни дава ветување за тоа. Значи Исус во горната соба, во овие глави кои зборуваат за тоа, го спомнува повеќе пати. И ни ветува нешто што ќе видиме што ни ветува. Значи денес е пред нас едно големо ветување и големо охрабрување. Истото го имавме минатиот пат, и ветување и охрабрување. Тие две работи. Значи учениците, видовме, беа вознемирени, бидејќи се чувствува какви?
изиграни, се чувствува оставени. 3,5 години беа со Исус и сега тој му вели јас одам, вие не можете да дојдете таму. И нормално некој кога е оставен, кога се чувствува измамен, е вознемирен. Каде одиш? Јас каде одам, вие не можете да дојдете. Зар не знаете кај одам? И во денешниот текст Господ им дава ветување и тоа гледајте како. Нема да ве оставам сираци. Значи тие се загрижени, вознемирени дека остануваат, Исус заминува, ама тој им вели нема да ве оставам сираци во 18 стих. Значи христијаните не се сираци. Не се сираци, не се без татко, не се без родител. Нема да ве оставам сираци. Ова е големо ветување и големо богатство за еден човек, за еден христијанин да биде исполнет со Бога и да знае дека има некој кој го заштитува, дека некој е постојано со него. Нешто покасно Христос вели дека е подобро тој да оди, зашто ако тој не оди, нема да дојде оној што е поголем, а тоа е Светиот Дух. Тоа можете да го видите Јован, 16 глава, во 7 стих. Без кој не може, без Светиот Дух, без кој не може да се спознае Христос. А без Христос не може да се спознае Таткото. И тоа е таа објава. Така Бог ни се приближи нам со таква објава, како Татко, Син, Свети Дух, преку Утешителот кој ни го праќа преку Светиот Дух. И сега гледајте што вели од 15 до 17 стих на овој наш текст вели. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. И јас ќе го молам мојот татко и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто тој предстојува при вас и ќе биде во вас. Вели ќе ви дадам друг утешител. Утешител, рековме дека станува збор за Светиот Дух. Меѓутоа, во оригиналот на грчки Јован има запишано еден збор за утешител, а тоа е зборот параклетос. Параклетос. И тој збор во пошироко значење има тој што утешува, тој што охрабрува, тој што поддржува, тој што смирува. Значи гледаме кој е тоа значење на тој збор параклетос или како што е овде кај нас преведено утешител. А утешителот, како што кажав, е Светиот Дух, третата личност на Бог. И точно тој дава мир. Без него, значи, нема да има можност да имаме ние смирено срце. Тој е тој што дава мир. Тој е личност, значи. Бидејќи Јован, ако видиме низ целиот текст, за Светиот Дух користи каква заменка? Користи лична заменка. Користи заменката тој. Значи, не користи тоа, ова, она, нешто, него користи тој, лична заменка. И со тоа покажува дека Светиот Дух е личност. И ова е многу важно, бидејќи тој е личност, а еден човек дали може да има заедништво, како што некои велат со некоја енергија. Не. Ние имаме заедништво како личност и еден помеѓу друг. И затоа Светиот Дух е личност. Ние имаме заедништво со Светиот Дух, со таа личност. Тоа Јован го покажува. Значи Бог е личност кој сака личен однос со нас. Значи не можеме ние со некоја енергија, со нешто да имаме однос. Значи однос помеѓу личностите, помеѓу Бог и човекот. И се тоа преку лична вера во кого? Во личноста Исус Христос. Значи ние имаме однос со Бог Таткото, водени од Светиот Дух, преку личноста Исус Христос. Верувајте во Бога, верувајте во мене и во Светиот Дух. Тоа се Исусови зборови. Инаку нема мир. Еден од одговорите како да имаме смирено срце. Тоа е тоа. Значи, ако досега видовме шо и да кажавме, едноставно, како ништо да не кажавме за Бог, бидејќи Бог е толку голем, толку богат. Истото и за Светиот Дух.
Тој е толку голем, тој е Бог и невидлив. Но што ни открива текстот? Што ни зборува Библијата за Светиот Дух? Значи, Библијата доста зборува, текстовите низ Библијата зборуваат и овој текст зборува за Светиот Дух. Значи, да видиме прво како е испратен Светиот Дух. Значи, според овој текст, 16 стих, Светиот Дух е испратен од Таткото, вели. И јас ќе го молам мојот татко и тој ќе ви даде друг утешител. Ќе ви испрати друг утешител, ќе го испрати Светиот Дух. Но, ако погледнеме во Јован 16 глава, 17 стих кој претходно го видов, ќе видите дека е испратен и од Синот. Еве 16:7 вели вака. Сепак, јас ви кажувам вистината, подобро е за вас. Сепак јас ви ја кажувам вистината, подобро е за вас. Јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. Значи испратен од таткото и од синот. Во ова големо ветување, исто така, е многу важно да се разбере и за овај збор ќе ви испратам друг утешител. Значи зборот друг. Ќе ви дадам друг утешител, вели. Ќе ви даде друг утешител. И сега овдека пак мора да се повикаме на грчкиот јазик, сакале не келе. Јован овде го користи грчкиот збор алос. А тој збор што значи? Значи еднаков по природа. Еднаков по природа. Утешител еднаков по природа. Еднаков по битие. Алос, параклетос. Еднаков по природа, еднаков по битие. Што заклучуваме? Светиот Дух е еднаков Исус Христос. Светото писмо јасно тврди што дека Бог, таткото, е вистина. Дека тој е вистински Бог. Прочитајте повторени закони 32, 4 стих. Вели Бог е вистински. И вистината е неодвојува од Бог. Значи Бог, таткото, е вистините. Минатиот пат што видовме? Исус недвојбено што кажа? Јас сум патот и вистината и животот. Значи Исус по својата природа е вистина. И кога најавува кого тој и таткото ќе го испрати, што вели во 17 стих? Алос, параклетос, исто битие. Значи вистини. Или во 17 стих вели духот на вистината. Духот на вистината, кога светот не може да го прими. Гледаме дека таткото вистина, Исус е вистина, духот на вистината. Значи вистината е многу битна. И тоа е Божиото битие. Тоа е вистина. Словото е вистина. И тоа во овој постмодернизам, во овој постмодерен свет треба добро да се нагласува дека Бог е вистина, дека Бог постои, дека во него е сета вистина и дека се објави како Татко, Син и Дух Свети. И се објавил преку Словото, во Словото. Бог е голем, ама е близко. И тој така голем влегол во нашиот ограничен свет и ни дал текст, не научил да читаме, да пишуваме, за да можеме да го запознаеме. И сега да видиме што значи кога Исус вели во овој 17 стих, тој престојува при вас и ќе биде во вас. Ако видиме, Светиот Дух со апостолите бил со Христос и во Христос. 3,5 години бил со нив. Тоа значи. Уште кога зачна Марија, што рече ангелот? Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Всевишниот ќе те осени. Лука 1:35.
Значи Светиот Дух, а силата на Севишниот ќе те освои. Гледаме нераздвоиво, споеност тука. И затоа тој престојува при вас, вели Исус. Зашто Светиот Дух е при нив со Христос и во Христос. Тоа значи тоа. Контекстот и текстот. Многу битно е, затоа одиме малку напред, малку назад. Контекстот и текстот, да видиме што велат, а точно тоа го велат. Потоа при почетокот на Исусовата служба, при крштевањето на Исус, го гледаме троединиот Бог. Бог се што прави, прави заедно и прави во склад. Никаде ништо не е разединето. Тие се исто битни и исто прославени. И Таткото, и Синот, и Светиот Дух. И пеевме на песна слава на Таткото, слава на Синот, слава на Светиот Дух. Тие постојано се прославуваат еден со друг, еден преку друг. Гледајте 13 глава, 31-32 стих, што вели? Ако го излезе Исус рече, сега се прослави човечкиот син и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, и Бог ќе го прослави во себе. И веднаш ќе се прослави. Нема разединето. Седниот го прослави од другиот, третиот. Еве да видиме во Матеј, кај што спомнав за крштевањето на Исус, 3 глава, да прочитаме, 16 и 17 стих. А кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата и ете небесата му се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Значи Бог е тоа што е, бидејќи е троедин Бог. Татко, Син и Свети Дух. Што и да прави, прави заедно, прави во хармонија, прославувајќи се еден со друг, меѓусебно. Нема разединување. Нема еден ова, еден он. Се е во склад, бидејќи тоа е едно битие со три личности. Тоа е совршено единство. Совршено единство. Нема друго такво единство. И одма во следниот стих овде 17 вели, тогаш Духот го одведе Исуса во пустината. Значи Духот беше со Исус, Духот го водеше и Духот беше во Исус. И кога им вели на 11-мината Духот престојува при вас, мисли на Светиот Дух кој е во него. Значи Светиот Дух кој е со Исус е при нив, бидејќи е во него. И сега 16:7 уште еднаш ќе го прочитаме. Сепак јас ви ја кажувам вистината, подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас, ако пак заминам, ќе ви го испратам. И сега што прави тој утешител? 14 глава, 12 и 13 стих. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој. Ќе прави и поголеми од овие зашто јас одам при мојот татко. И што и да побарате во моје име, ќе направам, за да се прослави таткото во синот. Мислам јасно е. Заради отелотворувањето за кое Јован зборува, дека Словото стана тело, дека Бог стана тело, потоа вели кој ме виде мене, го виде таткото, кој ме гледа мене, го гледа таткото, тоа го вели Исус. Исус Христос, заради тоа што бил во тело во тоа време, бил лимитиран во времето и просторот. Како човек можел да биде само на едно место. Тука бил лимитиран. Но Светиот Дух не бил лимитиран. Тој бил се присутен и само и кем Бог, а бил во Исус. И затоа Исус е Бог, и човек, и Бог. 100% човек, 100% Бог. И ова ветување е ветување кое на 50-ницата стана реалност. На 50-ницата стана реалност. Кога Светиот Дух слезе
во вид на пламен оган и дојде во апостолите. И тоа е многу неверојатно колку тој голем и несватлив Бог дојде блиску. И не само блиску, туку уште поблиску. И тоа ќе го видиме. Колку голем стана мал и понизен Бог. Колку ни се приближи и не најде. И ни влезе во тој еден тесен поглед што ние го имаме и ни даде вечно пространство и вечен широк поглед. Значи Светиот Дух беше со Исус и во Исус. Значи со апостолите 3,5 години. Но после крстот, после воскреснувањето и 50-ницата беше во нив. Светиот Дух беше во апостолите. До кога? До века. До века беше во апостолите. И еве охрабрување. Еве ветување за нас. И охрабрување, и ветување. За нас, кој по нивниот збор, мислам по зборот на апостолите и нивното сведоштво, поверувавме. Еве како да имаме мирно срце во немирно време. Како? Наново рајгање. Наново рајгање. Наново рајгање, тоа е делување на Светиот Дух длабоко во човекот. Од нашето наново рајгање, реалност е и библиски факт дека Светиот Дух е во нас. Значи, со наново рајгањето, Светиот Дух влегува во верникот. И тој го има верникот, Светиот Дух во своето срце. И до кога? До века. Значи, Светиот Дух е во нас до века. Дали сме ние свесни за ова ветување? Дали сме свесни? Ако сте наново родена личност, Светиот Дух е во вас до века. Тоа е Божји дар по милост. Така сме спасени. И ќе биде во вас до века. Или Бог во нас. И како да се има мирно срце сега? Во немирно време. Бог во нас. Бог е тој кој го дава мирот. Бог кој е во нас. Но за да биде Бог во нас, треба да сме наново родена личност. И не е се. Не само што Исус зборува во текстот дека Светиот Дух е во нас, ако сме наново родени и ако веруваме и го пазиме Словото, тоа се показатели за автентично христијанство. Дека сме послушни од љубовта, што сме ја доживеале. И тоа е најдобра дефиниција кој е, а кој не христијанин. Тој што е вистински христијанин, тој го сака Словото, тој е послушен и го пази Словото заради љубовта што длабоко во себе ја доживеал со обновата, тоест регенерацијата на наново рајгањето, што ја прави Светиот Дух. Значи, Светиот Дух е во нас, но Исус не учи дека тој е во нас. Повторно го гледаме тројството. Таткото, Син и Свети Дух, еве 18, 19 стих. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме видите. Зошто јас живеам и вие ќе живеете. Зошто јас живеам и вие ќе живеете. Дали ние живееме или преживуваме? До кај сме? Живееме или преживуваме? Исус вели, јас живеам и вие ќе живеете, ако сме наново родени. Дали живееме во изобилие или преживуваме од ден на ден во некој грч, борба за живот велиме, тоа не е живење. Живењето изобилие, до кај сме? Оние кои живеат во изобилие, живеат благодарни на се, и што имаат и што немаат. Не, ама преживувам, се борам за живот. Ако сме наново родени, ние сме храм на Светиот Дух, исполнети со Светиот Дух. Јас живеам и вие ќе живеете со полно срце, со полна плујка, благодарни на се.
со вистински пулс, по вистински пат. Послушност од љубов, а не грч. Леле, ама што сега? Па како сега? Како сега? Па да се помириш со Бог. Да се помириш со Бог. И тоа е мирот што го нема светот, што го дава само Бог. Во оној ден ќе осознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Каков стих? Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Што е тоа? Наново раѓање. Во тој ден, во наново, кога човек ќе се наново роди, тогаш ќе го сознае. Наново раѓање е тоа. Светиот Дух е во нас, Христос е во нас и тоа е таа врска. Тоа е таа врска. Ако Бог е во нас, тогаш дали ни треба посредништво? Бог е еден, во нас е, тогаш зошто се бараат други посредници? Еве сега се слави Свети Никола, па се мола луѓето, Свет Никола дај ова, па не знам кои други светци, па втори, па трети. Зошто ако Бог е еден и ако Бог е во нас? Тие не спасуваат. Туку силата што е во нас, преку Светиот Дух, спасува, ако е во нас. Бидејќи ако преживуваме, не знам дали е во нас. Ако живееме е во нас. Исус вели, ако го пазите моето слово, таму ќе се настаниме. Не вели таму ќе се настан, таму ќе се настаниме, вели Исус. Во моментот на наново раѓањето во нас е Светиот Дух, Христос и Таткото. Еве 23 стихет. Исус во одговор му рече: ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово и мојот Татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Многу е јасно. Не знам зошто ова на многу луѓе не му е јасно. Па си прават некои други учења, дека Светиот Дух е само сила, нема, па Исус е само човек, син. Не знам што не е јасно. Самиот Исус вели, ке се настаниме, множина. И сега, после сето ова, многу појасен би ни бил стихот од Прво Јованово послание, од истиот овај апостол, што го пишува до црквата, во 4 глава, 4 стих. Вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. И тоа е одговор на прашањето како до смирено срце во ова немирно време. Колку е поголем оној што е во вас, Таткото, Синот и Светиот Дух, отколку оној кој е во светот, отколку сатаната. Сатаната тогаш не може, ама буквално ништо. Бог е се уште суверен Бог, иако сатаната владее со светот. Бог е суверен и Бог е победи смрт. Победи и се настани во нас. Бог во нас. Значи нема страв, нема немир. И сега што ни вели 25-тиот и 26-тиот стих? Ово ви го зборував додека бев при вас, а утешителот, Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати во моје име, ќе ве научи се и ќе ве подсети на се што ви реков. Гледаме дека Светиот Дух е тој кој не учи. Значи црквата е повикана и испратена да создава верници кои се ученици. Одете и правете ученици во сите народи и научете ги на што? На моите заповеди. Да ги извршуваат моите заповеди. И ова трае повеќе од 2000 години. И се исполнува. 2 Тимотеј 2.2.
во 2 Тимотеј 2.2, еве што напишал апостолот Павле. И што си чул од мене пред многу сведоци, довери им го на поверливите луѓе, кои ќе бидат способни да ги поучуваат и другите. Значи за ова е повикана црквата. Она што го учиме, ги поучуваме и другите поверливи луѓе, и тие да поучуваат други. Значи за тоа е црквата да ги поучува верниците. Сега на кој начин да видиме утешителот, тој Светиот Дух е учител. Значи како што кажавме, тој првенствено учи преку црквата, преку даровите кои ни се даени, бидејќи Евангелието и учеништвото се неодвоиви од црквата, преку даровите дадени, кои можеме да ги прочитаме во Ефесијаните 4 глава, вели едни за апостоли, едни за пророци, за учители, за пастори. Значи со тие дарови црквата ги поучува останатите верници. Така се поучува стадото. Но исто така Светиот Дух не учи и на лично ниво, како поединци. Јован, 1 Јованово 2:27. А вие, во вас останува помазанието што го примивте од Него. И не е потребно некој да ве поучува, туку како што Неговото помазание ве учи за се, и е вистинско и не е лага. И како што ве научи, така останете во Него. И сега треба да разбериме дека учењето преку црквата и личното учење, тоа е толкувањето, личното толкување не е исто. Тоа е неодвојиво, тоа треба да биде така, едно со друго, ама не е исто. Па некој да рече, па еве можам јас сам, не ми треба заедништво, не ми треба ништо, сам ќе си се поучувам преку Светиот Дух. Не е исто. Треба да се поучуваме заедно во црква, но и сами да се надоградуваме и да го проучуваме Словото. Секако, само со помош на Светиот Дух. Ако го немаме Светиот Дух, немаме ништо. Сега јас овдека можам уште многу да ви кажувам до вечер, дека Светиот Дух сведочи, тоа ќе видиме во 15 глава, 26 стих, дека Светиот Дух уверува, 16 глава, 8 стих, и така натаму. Можеме многу да се учиме. Но ако тој не делува врз нас, а тоа е надприродно нешто, ако тој не делува, тоа нема да продре длабоко во срцето. Значи само преку делување на Светиот Дух, бидејќи срцата се тврди, тоа е тврдо. Само Светиот Дух може да поделува за ние да го разбереме, ние да можеме да го толкуваме, да го проучуваме Словото. Да молиме Светиот Дух да ни помогне, тоа што го слушаме и тоа што го читаме, да го разбираме. Исус вели, никој не може да дојде при мене, ако не го привлечи таткото кој ме пратил. Јован 6:44. Сега како тоа да го привлечи? Па преку Светиот Дух. Делува Светиот Дух во срцето. Продира, Словото продира длабоко. И тоа е троединиот Бог. Работи заедно. Значи никој не може да дојде при мене, ако не го привлечи таткото преку Светиот Дух. И за крај, заклучок на ова. Истиот тој збор, параклетос, што е овде преведен како утешител, Јован го користи и во 1 Јованово 2:1. Дечиња мои, ова ви го пишувам за да не сгрешите. И ако некој сгреши, имаме застапник при таткото, Исуса Христа, праведникот.
Овде е преведен не како утешител, него како застапник. Значи имаме застапник, имаме некој кој не застапува, имаме адвокат. Значи не имаме посредник, не ни требаат други посредници. Еден е Бог, еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, Богот човекот, Исус Христос. Но и Светиот Дух, ќе видим и тоа. Тука е тоа. Сето е заедно. Тука. Не е ништо одделено. Не може да се оддела. Се како да го смириме срцето во немир. Како да го смириме немирното срце во ова немирно време. И зошто немир денес? Зошто? Од страв. Тоа кажав минатиот пат. Од страв, од непознато, од неизвестност. Срцето се плаши, што сега, што после, како понатаму. Како да го смириме срцето кога ќе не притисне некој грев? И сега не зборувам за оној наследен грев, не оној од Адам, туку објективен, реален грев. Кога ќе сгрешиме, што вели Јован? Ви пишувам за да не сгрешите. Јован 2:1. Дечиња, ви пишувам за да не сгрешите. Но потоа вели, ако изгрешите. Колку пати сме слушнале за некој верник, па падна во грев и како е сега тоа можно ако Светиот Дух е во него. Прво Јован 2:2. Гледајте што вели, тоа е жртва помирница за нашите гревови, не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Нема крај на милоста Божја. Нема крај. Ние едноставно лежиме на милост, уживаме во милоста Божја. Но, ова не значи дека ние намерно можеме да си грешиме. Имаме застапник, имаме утешител, па денеска ќе изгрешам. Па шо ништо, Исус е таму, ќе ме застапува, Светиот Дух, ќе сведочи за мене, ќе ме оправдува. Тој е посредник. Тоа што треба да запрашаме дали за нас важи ова дечиња, дали ние сме Божји деца. Ако намерно го, ако сгрешим, пак сгрешим. Божјото дете има два застапници кај таткото. Првиот е Исус Христос, кој еднаш за секогаш се принесе како совршена жртва за сите гревови. И отиде кај таткото, седна од десната страна и сега посредува за нас. Значи тој е посредник. И не само што е посредник, тој е и застапник, тој не е и адвокат, тој не е се кај таткото. И во овој момент тој посредува и за мене, и за тебе, за сите нас. Значи ние имаме посредник, тој е Исус Христос. А гревот инаку, пајджаме во грев. Гревот е страшен и тога што прават луѓето кога ќе паднат во грев? Или го потиснуваат, или го игнорираат, или што е уште пострашно, тој грев го претвораат во агресија. И постојано напаѓаат некого, постојано критикуваат, постојано незадоволство. И таа е таа агресија. Тоа предизвикува гревот. Значи гревот те мачи ако си таков човек. Бидејќи секогаш проблемот не е во другите, во личноста е проблемот. Проблем е во личност. Како да се ослободиме од тоа? Многу лесно. Преку посредникот Исус Христос, со покаяние и вера. Со покаяние и вера. И никако поинако. И ајде за крај, во Римјаните 8 глава, Павле што ни кажува? Павле со овој текст го охрабрува, тоест го смирува немирното срце кај луѓето. Римјаните 8 глава, запамтете. Изборува токму за тоа дека Исус Христос е нашиот посредник, нашиот бранител, нашиот утешител, кој го смирува нашето срце кога ќе сгрешиме. И тоа кога ќе сгрешиме, и тоа многу. Еве ќе прочитаме Римјаните 8 глава од 31 до 34 стих.
И така што да речам на ова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас. Како не ќе ни подари се друго со него? Кој ќе ги обвини Божјите избраници? Бог ли? Кој ги оправдува? Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли? Кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и кој се застапува за нас. Кој Бог ќе не осуди? Исус Христос, кој се застапува. Пак го гледаме тука, тоа тројство. Кој ќе не обвини? Оној кој умре за нас. Дали ако ние се жртвуваме за некој, него ќе го обвиниме? Ако за некого се застапуваме, ќе го обвиниме? Тоа е борба. И борбата уште не е готова. Исус уште се бори за нас. Бидејќи ние сме со грешна природа. Значи, откако не откупи со својата скапоцена крв, седна оддесно на таткото и се застапува за нас. Преđеска рековме, само пред некоја минута, два посредници. Втор е Светиот Дух. Тој е бранител, тој е застапник. А каде е тој? Во нас. И како можеме да го смириме нашето срце? Еден застапник имаме во нас, а другиот кај таткото. И сега, дали уште треба да бидеме немирни? Се плашиме. А зошто? Затоа што не го разбираме наново раѓање, тоест не сме наново родени. Не свајкаме, дури и оние кои се наново родени понекогаш се плашат, бидејќи не свајкаат дека запечатени со Светиот Дух еднаш за секогаш. Запечатени со Светиот Дух еднаш за секогаш. Што кажа Исус во 13 глава? Кој е измиен, тој е чист. Довека. Само треба да му се мијат нозете. Тоа е таа љубов. Тоа е таа љубов што Бог ја дава. Бог е она што е троедин и работи се заедно. Од десната страна на таткото еден застапник, Исус Христос Синот, моли за нас, а другиот е во нас за секогаш, тоа е Светиот Дух. И сега сигурно многу од вас се прашуваат што Аце зборува. Што си велите? Како овде сега ни вели имаме два застапници, кога вели еден е посредникот, еден е застапникот? Исус Христос. Сигурно некој од вас така си вели. Но видете што вели Римјаните, 8 стих, 26, 8 глава, 26 и 27 стих. Исто така и Духот ти помага на нашата слабост. Зашто ние не знаеме за што да се молиме, како што треба. Но самиот Дух посредува, вели. Самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. Духот посредува дури и со воздишки. Воздивнува колку ние можеме да сгрешиме и колку ние сме лоши. И не учи како да се молиме, како да бараме од Бога преку Синот Исус Христос, посредникот, кој седи од десната страна. Значи посредува самиот Дух за нас, моли за нас. Еден десно од таткото, друг во нас, Светиот Дух. Затоа други посредници, реков и преđеска, светци, па Богородичка, мајчичка, некои што ја викаат, не се потребни. Каде е еден, нема посредник. Бог е еден и еден е Бог. И еден е посредникот меѓу Бог и луѓето. Исус Христос и Светиот Дух. Тие се едно, заедно, и тоа е Бог. Троедин Бог. И сега како да се смири нашето срце, како мирно да се спие? Верувајте во Бог, верувајте во мене. Има многу место за живење каде што одам, а го знаете патот. Јас сум патот и вистината и животот. Јас сум со вас и не само што сум со вас, туку и
во вас. Туку јас сум во вас. И не само со вас, во вас бели. И знаете до кога? Довека. Довека. Тоа никогаш не се менува. Бог никогаш не се менува. Она Бог што го ветил, тоа го прави. Бидејќи Бог е праведен Бог. И единствено така можеме да го смириме нашето вознемирено срце во ова немирно време. Ако е Бог во нас, а Бог е еден и не ни требаат други посредници. Да му благодариме на Бог за неговото ветување и за неговото охрабрување. Постојано, каде и да сме, што и да правиме, да му благодариме. А ќе благодариме и со нашиот живот, со нашето сведоштво. И со тоа ќе се покажат Божјите дела во нас. Оние дела што ги прави Светиот Дух во нас, како наново родени христијани. Амин. Да се молиме. Татко Небесен, семојкен Господе, Ти благодариме за овој ден, Ти благодариме за оваа служба, за ова заедништво, што можеме да го имаме и помеѓу нас, но и помеѓу Тебе, Господе. Што Ти пребиваш при нас и во нас. Ти благодариме што преку Твоја милост не избави од гревот, го даде својот син да пострада за нас. Но Ти благодариме за тоа што го ветуваш дека не оставаш сами, не оставаш сираци на овој свет. Дека Светиот Дух е во нас и Тој не води, Тој не учи на Твоето Слово, на Твоите заповеди, Господе. Како да ги извршуваме и како ние да бидеме и да живееме богоугодно. Ти благодарам, Господе, за оваа служба. Ти благодарам за Твојата сеприсутност и за Твоето водство. И Те молам, Господе, ова Слово, што денеска беше искажано, да биде на благослов за сите нас, да биде на благослов за секој еден, да може да Те спознае и да Те запознае што е можно подобро и од што е можно поблиско. Дури оние, Господе, кои се уште не Те прифатиле. Ти делувај во нивните срца, Твоето Слово да продре толку длабоко, што ќе го доживеат тоа наново рајгање, ќе дојдат до едно покаяние и ќе разберат дека Ти си Бог, Ти си Спасител. Само преку Тебе се доаѓа до тоа спасение. Се молам, Господи, за оние кои не се со нас денеска, Ти благослови ги каде и да се, Ти води ги знаеш нивните потреби, Ти утеши ги, Ти охрабри ги, Господи. Се молам за оние кои се болни, за нивно исцеление, за физичко исцеление, Господе, но и духовно исцеление, исцеление на нивното срце, смирување на нивното срце, кое доаѓа единствено преку верата во Исуса Христа. Те молам, Господе, и за овој ден и за оваа недела која ни предстои, Ти води не по Твојот пат, Ти утешување и Ти смирување и давај ни можност, Господе, да сведочиме за Твоите дела во нас, како со збор, но така и преку нашиот живот, со Тивок живот и мирен живот, каде и да се наоѓаме, Господе. Се оставаме во Твои раце и по Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.